Продолжуваме на тема иновации. Ајде да летаме на мултимедијалната група PMG, песната Заветна, прогресивното техно насловено Лорандит, беа само дел од музичките теми на DJ листата на хуманоидниот робот DJ, промовиран во Охрид по повод денот на независноста. Името на роботот е Алшар, според рудникот каде откриен минералот Лорандит, а го произведе Друштвото за истражување и развој Сефиданис. Роботот изгледа и има димензии како човек, а со помош на вештачка интелигенција може автономно да создава уникатни музички дела. Иновативното решение Алшар е синергија на неколку технологии со отворен и затворен код. Што значи тоа? Ни појаснува професорот Ани Сефиданис, кој што во моментов го имаме на Скајп во Македонија на утро. Добро утро, професор, и благодариме за позитивниот одговор за гостување во утринската програма. Добро утро, ви благодарам. Професоре, по паметниот споменик на Григор Прличев во Охрид ни го представивте и роботот со димензии на човек, кој што е надоврзување на вашето поле на работа, дигиталната хуманост. Ајде да објасниме каков е овој хуманоиден робот. Роботите се автомати, имаат за цел да извршуваат одредени активности, со цел да го помогнат човекот во различни сфери од општествената работа. До сега, онака како што сме ги виделе имплементирани во индустријата или прикажани во филмската индустрија, роботите биле замислени да го асистираат или заменат човекот во делот на активностите поврзани со продуктивност и со тоа да ја зголемат нашата продуктивност, да можат да ги усовршат нашите деловни процеси и така натаму. За прв пат сега, благодарение на експоненцијалниот раст на информатичките технологии, посебно од областа на вештачката интелигенција, имаме можност роботиката да ја крстиме со новите парадигми на генеративна вештачка интелигенција, каде што припаѓа и ChatGPT, тоест роботот може автономно да создава уметнички содржини и на тој начин да комуницира со луѓето, не само во делот на рационалната интелигенција, туку и во делот на емоционалната интелигенција. Значи, Алшар не е само автомат кој репетитивно извршува одредени функции кои ние сме му ги задале, туку може самостојно да носи одлуки, со цел во ова конкретно сценарио да го подобри нашиот културен и забавен живот, со тоа што ќе антиципира емоција кај човекот, односно промена во расположение и ќе креира содржини дигитални, конкретно музички траки, за да може да ја постигне таа цел. Стиво од моја страна и од Ване, што не му кажавме добро утро и на Алшар кој е зад вас и го забележавме многу доцна во разговорот, но морам да прашам професоре, како реагираше публиката на Алшар? Имаше DJ програма која што беше безпрекорно организирана. Како реагираа сите оние кои што дојдаа на сетот? Да, на наше изненадување реакциите беа многу позитивни. Алшар беше веднаш прифатен, публиката прифати комуникација. Тој, како што кажавте и вие во најавата, има човеколик изглед, што е неопходно за една комплетна комуникација. Музиката е само дел од јазикот која човечката цивилизација ја создала за размена на пораки, но неопходна е и гестикулација, фацијална експресија, што Алшар го има благодарение на неговиот изглед. Беше ставен во сет со други диџеи, тоест опит по повод празникот на независноста на Македонија, имаше настан, траеше 2 дена, каде двајца меѓународни диџеи, двајца домашни диџеи ја забавуваа публиката, Алшар беше ставен помеѓу. Не случајно беше поставено така сценариото, за да може да се остренат и евентуално сите стравови кои се поврзани со овие технологии. Најчесто ние ги интерпретираме дека се целосна замена за нас, тоа може би било онаму каде што е неопходна автоматизација, како што спомнавме на бизнис процесите, со цел максимизирање на профитот.
Овде Алшер е ставен во сценарио на нашето слободно време, каде ние се само еманципираме, се социализираме и се забавуваме, така што никој не го перцепира како закана, напротив го гледаат како додадена вредност на тој забавен живот. И диџеите кои беа присутни на тоа, всушност беа во интеракција со Алшер и заедно со него пуштаа музика вкрстена, така што робот диџеј е замислен да биде асистент или партнер на луѓето кои си ја работат ова професија. Каква е применливоста на хуманоидот во ова прототип форма? Дали освен диџеј може Алшер да има и други идентитети, да биде водител на утринска програма, например, да не знам, биде банкар и така натаму и така натаму? Да, секако. Одредени сценарија го оправдуваат изгледот, формата и функционалностите кои се имплементирани во овој систем конкретно. Така што најверојатно водител може да биде, но да кажеме банкар или угостител не е толку неопходно, бидејќи ATM машините кои ги имаме во банките всушност се роботи кои вршат таа функција, само што немаат хуманоиден изглед. Кафематите се исто роботи кои обслужуваат, при тоа што не е повторно неопходен тој човеколик изглед. За да може да се креира успешно сценарио на евентуално комуникација со публика во делот на музичката уметност, тоа беше неопходно и не само што раците за Алшер се користат за да може да се манипулираат оние техники кои ние сме ги создале за нас, како што се плеерите, миксетите и така натаму, туку во исто време неопходно е да се прават и гестикулации со рацете и со други делови од телото, кои се исто така делот од нашата комуникација. Тоа секако повторно е неопходно во делот на вашата професија како водители, но не е неопходно во банкарскиот сектор, пример да кажеме. И на тој начин јас би го задржал Алшер да биде секогаш во сценарио каде што имаме комуникација со луѓе. диџеј е можеби една од ретките професии каде што имаме заедно исто со вашата професија one-to-many комуникација, односно еден према многу. Така што тука и предизвикот. Алшер треба да направи класификација на таа хетерогена публика која ја има, да може да извлече параметри од таму, да ги знае карактеристиките на таа публика и да ги пресретне очекувањата, за да може да испорача добро расположение. Значи дека професор идната лета не треба да се грижиме кој кога и како ќе оди на летни одмори, ќе имаме секогаш водител плюс во Македонија наутро, можеме да сметаме на Алшер барем една летна сезона. И јас сакав само да додадам, кога ќе доаѓа Алшер во Скопје да гостува во некој клуб, сигурно и тоа ви е идеја да се представи и тука, ќе ве поканиме во студиото, да ни дојдете заедно, да видиме како тоа би изгледало. Договорено? Така, да. Колку чини професоре Алшер? И од друга страна, имате ли некаква финансиска поддршка дополнителна во креирањето на овие иновации? Конкретно Алшер беше развиен независно. Друштвото за истражување и развој се финансира добил поддршка и од државата и од приватни и странски други институции. Но овој проект ни беше in-house, првенствено истражувачки и никогаш не завршува. Како што напоменавте и вие, комбинира повеќе технологии со отворен код, работене по повеќе урнеци, користи широко достапни компоненти кои ги набавувавме од земјата и странство. Arduino, Raspberry Pi, торзото, главата и рацете се работени според урнекот на InMove, користевме 3D принтери, 3D печатачи, CNC машини кои ги имаме тука во нашето друштво. Македонски инженери и дизајнери учествува, крилата кои ги видовме на видеата ги дизајнираше македонскиот дизајнер Зоран Кардула,
ординацијата на доктор Батковски изработуваше заби за роботот, Маја Тату студио му стави пирсинг. Сите тие всушност социјални аспекти беа неопходни, кои се дел од, повторно ќе кажам, некоја наша културолошка призма, каде што се прифатени и тие метаморфози на крилест човек и слично, беа изработени благодарение на различни професионалци од различни области. Роботиката и вештачката интелигенција се интердисциплинарни струки. Не може да се естимира проектот конкретно. Најголемиот, да кажеме, товар е технологијата која се користи во позадина на логиката и благодарение на NVIDIA, чиј партнер сме ние, тука го поседуваме и првиот компјутер, знаете, во регионот, и со помош на тој компјутер DGX е името на технологијата, која вклучува Паскал архитектура за да може да се симулираат невронските мрежи во рамки на тие методи за вештачка интелигенција. Ние успеваме да креираме авторска музика која претходно никој не ја слушнал. Така Алшар може во реално време, при интеракција со публиката, да создава своји дела и да ги микса, односно да ги комбинира со други дела создадени од човекот и да покаже дека можеме заедно да коегзистираме. Значи, во однос на трошоците, тие се целосно оправдани, бидејќи ова иновација носи во себе огромен потенцијал за понатамошна комерцијализација. Алшар може да се мрежи со различни брендови во рамки на некоја една платформа, каде што одреден пијалок може да биде токен за нарачка на музика на Алшар. Алшар може да избира група на гости која ќе биде приоритизирана во однос на очекувањата, како што кажав претходно, од извлечени параметри благодарение на сензорите кои се интегрирани во него, и да може да се фокусира ексклузивно на расположението на таа група. Ова се само дел примери. Алшар препознава говор од сите светски јазици, така што може воено да одговара со ново создадена музика, локализирана на говорно наречие од публиката која би посетила локалот каде што Алшар би пуштал музика. Тој може исто да биде виртуализиран, покрај тоа што физички е спремен да биде пренесен на одредена локација за да има свој настап. Во исто време може да креирате со еден клик виртуелна инстанца од Алшар за вашиот клуб, за вашата плажа или за вашата канцеларија, каде што согласно параметрите повторно на заедницата и контекстот ќе биде создавана музика во реално време. Дел од Универзитетот Свети Апостол Павле, затоа би сакале на тој начин да го завршиме разговорот, колку ваквите проекти ја зголемуваат атрактивноста на студиите и дали воопшто младите студенти имаат љубопитност да работат на вакви проекти. Да, всушност Алшар беа вклучени студенти од Универзитетот Свети Апостол Павле, студенти исто и од Универзитетот Свети Кирил Методи, од ученици од гимназијата Свети Климент Охридски, бројни студенти од странство кои доаѓа во нашите канцелари преку програмите на Еразмус Плюс. Има огромен интерес, бидејќи знаете, се наоѓаме во предвечеријата на 4-та индустријска револуција или веќе истата е започната, така што свесни се новите генерации за дисрупцијата, односно импактот кој овие технологии ќе го имаат во секојдневниот живот. Роботите се веќе помеѓу нас, до сега беа во виртуелна форма, ги користевме како асистенти за навигација, за онлайн купување, за вмрежување и така натаму. Сега за прв пат се отворени и со тоа во исто време може да се очовечи вештачката интелигенција, стане поблиска на нас.
завршува едно големо поглавје од историјата на технолошкиот развој, а тоа е класичното програмирање или развој на софтвер. Денес постојат роботи, асистенти во виртуелна форма кои програмираат многу пософистицирано од луѓето, така што се јавува тренд на миграција на студентите и реквалификација на постоечките професионални кадри во делот на информатичките науки и технологии, и цела насока води кон роботиката и вештачката интелигенција, бидејќи ако досега ние требаше да правиме решенија за општеството, сега правиме роботи, дали се тоа ботови како ChatGPT или роботи како Alshar, кои понатаму ќе можат автономно да не ги решаваат нашите проблеми. И да, постои сега и заговор дека овие се можеби и последните иновации на човекот, но тоа не треба да биде интерпретирано дека истите ќе не уништат, туку дека ќе се пројави еден нов идентитет каде што ние нема да можеме да си припишуваме веќе се самите на себе, односно не сме веќе сами, и тоа треба да биде според мене интерпретирано во позитивна смисла. Благодариме, професоре, за овој разговор. Утрово во живо до Охрид. Посекуваме уште многу успеси, уште многу иновации, да продолжите да бидете поддршка и пример за професорите, но и пред се за младите студенти, како треба на овој начин истите да се уште повеќе мотивираат за овие студии. Благодариме.